Увозот на зеленчук, овошје, граф ориз и слично почнува да ја декларира државата како увозно зависна. Од една страна стојат ветувањата дека земјата нема да биде зависна од увоз на производи, но од друга страна земјоделците тврдат дека производството се намалува, нема кој да работи, нема мотивација кај младите. Главна причина за ова се ниските откупни цени, вели Ѓорги Каракашев, но и богатењето на трговците на сметка на земјоделците. Секојдневно трошоците се зголемуваат за сметка на тоа, значи цените стагнираат и сега дојдовме во една ситуација кога ние буквално сме без храна, значи без тие основни продукти за исхрана на населението. Тоа е значи главната причина. За разлика од тоа, трговците прават екстремни профити, значи на сметка на земјоделците. Ние сме сведоци дека откупните цени се многу ниски. Еве сега за ваш прилог ќе ви кажеме дека во Пелагонискиот регион моментално откупот на пиперка се движи 20 денара, и вие сами како потрошачи, како граѓани гледате дека на пазарите се движи пиперката 40 до 50 денара. Па и ајде да речеме и повеќе. Тоа сето значи води до екстремно обогатење на некои поединци за сметка на земјоделците. Каракашев вели дека екстремно високите цени се резултати на високата трговска маржа, но ја поздравува одлуката на влада за намалување на маржите, надевајќи се дека истата ќе даде резултат. Тие екстремно високи цени се последица значи на тие високи трговски маржи, што некаде се движат 100%, 200, па и 300%. Сето тоа е на грбот на народот, на обичниот граѓанин, и тоа мора државата подхитно да изнајде механизми да биде на некој начин исконтролирано. Порано имавме увоз од странство и се подпиравме на тој увоз. Еве сега и сами гледате дека ако немаме собствено домашно производство, ние имаме големи проблеми, значи како граѓани, и ќе се сочуваме со поголеми проблеми. Пред месец дена министерот Трипуновски излезе со еден податок дека Македонија закручно со месец август има потрошено милијарда евра за увоз на храна. Тоа е една петина од вкупниот буџет на Република Македонија, што апсурдно за една земјоделска земја, што се декларираме како земјоделска држава, да ние увезуваме храна од милијарда евра. Мора да се стимулираат земјоделците да произведуваат, со цел да не се доведеме до ситуација од земјоделска држава, да бидеме увозно зависна или во крајен случај да останеме без доволно храна за населението.